Беше тоа на 24. јули 1923 година, кога Грција, Турција и сојузничките сили во Првата светска војна ја потпишаа Лозанската декларација, врз основа на која беше извршено принудно иселување на христијанското население од Турција во Грција и обратно, на муслиманското население од Грција во Турција. Со оваа декларација најмногу на удар беа македонците, зашто со размената на население во голема мера е изменет националниот состав на населението во Егејска Македонија на штета на македонците. Беше тоа на 24. јули 1944 година, кога на врвот Лисец на планината Плачковица, која е расположена меѓу Виница и Радовиш, е формирана 4-та македонска ударна бригада. Бригадата е формирана од Плачковичкиот партизански одред, од делови од 2-та и 3-та македонска бригада и од новопристигнати партизански борци. Прв командант на бригадата бил Борис Милевски, кој подоцна ќе го замени новиот командант Никола Пеев Груев. Во содејство со други единици, бригадата го ослободила Берово на 13. октомври и продолжила да ги напаѓа германските колони во реонот на Голешка и Костурино на линијата Валандово-Струмица, а потоа ги ослободила Валандово, Удово и Дојран на 7. ноември, а учествува и во борбите за ослободување на Кочани. Бригадата продолжила да обстојува се до конечната победа против фашизмот во мај 1945-та. Беше тоа на 24. јули 1992-та, кога во Скопје во издание на Министерството за народна одбрана на Република Македонија е промовиран првиот број на списанието Одбрана. На 24. јули 1946 во Прилеп е роден Тито Беличанец, македонски правник. Тој води потекло од селото Белица, пошто го добил и презимето. Дипломирал на правниот факултет во Скопје во 1969 на управно-политичка насока. До 1970 работел во Републичката конференција на Сојузот на младината на Македонија како стручен соработник, а потоа бил примен за приправник стажант на правниот факултет во Скопје. Истата година бил избран за асистент по предметот Организација и самоуправување во работните организации. Во 1977 е избран за предавач и држел предавања на правните факултети во Скопје и Битола. Во декември 1979 е избран за доцент, а во 1985 за вонреден професор на научната област самоуправно здружен труд. Кон крајот на 1991 е избран за редовен професор на научната област на деловно право. Учествувал во бројни научно-истражувачки проекти, објавил неколку монографии и коментари на закони кои се рецензирани при изборот на вонреден и редовен професор, член е на стручни општествени тела во Македонија. Од март 1998 е член на Венецијанската комисија на Советот на Европа. Во текот на 1982 и 1983 бил декан на интердисциплинарните студии по новинарство. Во текот на учебната 83-84 и следната 1984-85 бил продекан на правниот факултет во Скопје. Тито Беличанец живее во Скопје. На 24. јули 1957 година почина Методија Андонов Ченто, македонски револуционер и државник, прв председател на иницијативниот одбор за свикување на првото заседание на АСНОМ и борец за правата и слободата на македонскиот народ. Во 1946 година со пресуда на Окружниот суд во Скопје, Методија Андонов е осуден според законот за кривични дела против народот и државата, и тоа со лишување од слобода 11 години.
Методи Андонов Ченто умре како маченик, а е рехабилитиран во октомври 1990 година. Роден е во Прилеп на 17 август 1902. На 24 јули 2016 година почина Димитар Мирчев, македонски универзитетски професор по политички науки, редовен член на Европската академија на науки и уметности во одделот за општествени науки, право и економија. Мирчев бил поранешен амбасадор на Македонија во Словенија и нерезидентен амбасадор во Ватикан, а извршувал и важни функции во политичкиот живот на Македонија. Димитар Мирчев бил роден во Сливен во 1942 година.